Добро утро од мене. Драго ми е што сме пак заедно да го проучиме Божиот збор. Денес нашата проповед ќе се базира врз Ефесијаните 2 глава, првиот стих. Продолжуваме со книгата на Ефесијаните, или завршивме прошлиот пат 1 глава. Денес ќе продолжиме со 2 глава и нашиот фокус и внимание ќе го задржи првиот стих. Може таму да отвориме. Ја уште еднаш ќе го прочитам стихот. Стихот вели, Ефесијаните 2:1: И вас кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови. Ова е 20-23 преводот, што го имаме. Насловот на проповедта се вика Страшната состојба на човекот. Страшната состојба на човекот. И овде во 2 глава апостол Павле ќе навлезе или ќе почне да го опишува страшната состојба или мизеријата и декадентноста на човекот, неговата тешка корумпираност и од кое длабоко мочуриште и темен пекол е спасен човекот преку моките на Бог. И тоа ќе ги видиме деталите во првите 3 стиха. После 4-тиот стих Павле ќе го возвеличи Бог за тоа што тој направил за нас. На почеток да го прашаме битното прашање. Кој е основниот проблем на човекот? Кој е неговиот суштински или фундаментален проблем? Во овој свет гледаме насилство, гледаме убиства, гледаме злоба, гледаме војни. Постојано има превирања, постојано има конфликти. И нормално е да прашаме што се случува со човекот? Зошто човекот е ваков? Кој е неговиот проблем? Дали е нешто надворешно од него, што е проблематично, ситуации, други луѓе, настани, или проблемот е нешто внатрешно во него? Дали фундаменталниот проблем е недостаток на добро образование? Дали проблемот е можеби немање на добра држава и добра политика, добра дипломатија, немање правни, општествени закони, немање добра влада? Или па можеби проблемот е недостиг на финансии, немање пари, немање домување, немање имоти, можности, или пак немање софистицирана индустрија и развиена технологија. Што е проблемот? Дали човекот е едно обично животно кое е во прогрес, е во нагонска линија и доколку му ги дадеш надворешните услови, правилната средина, тогаш тој ќе се развива, ќе напредува и ќе достигне совршенство. Ужасите од 20 век, што се случија во човечката историја, ни покажуваат многу јасно дека човекот не е добар. И дека не еволуира, не оди нагоре, не напредува, туку оди надоле. Туку оди и паѓа се пониско и пониско во својот морал. Одвратностите што се случија во 20 век ни покажуваат многу јасно кој е човекот и што е проблемот. 20 век, знаеме, е познат по двете светски војни и разните геноциди и масивни злосторства што се случиле. Например, во Прва светска војна имало убиено 16 милиона луѓе. Тоа се вклучувајќи војни и цивилни индивидуи. Во Втора светска војна бројките страшно се зголемиле. 85 милиони случаи биле убиени. Луѓе били убиени. Другите војни што се случиле во 20 век, како Корејската, Виетнамската и Руската граѓанска војна, кои ќе ги собереме и тие смртни случаи, доаѓа негде
отприлика проценка од 100 до 150 милиони луѓе умреле како резултат на војни во 20 век. Понатака, во 20 век имаме исто така други геноциди и масивни злосторства. Забележителни примери се Холокаустот со Хитлер, каде 6 милиона минимум евреи били убиени, плюс други милиони националности. Еремскиот геноцид, геноцидот во Руанда и убиствата на Сталин. И кога ќе ги собереме вкупните случаи поврзани со геноцид и овие масивни злосторства, се проценуваат негде 20 до 50 милиони луѓе умреле. Понатак имаме смртни случаи кои се резултат или проследица на овие војни и конфликти, како сиромаштија, како глад, како болест, најразлични вируси. И тука имаме 30 до 60 милиони луѓе умрено. И сега, ако ги сумираме сите овие бројки, значи луѓе умрено од војни, луѓе умрено од геноциди, масивни злосторства и последици од сите тие конфликти, како болести, глад и сиромаштија, имаме проценка на смрт од 150 до 260 милиони луѓе. Значи, да земеме на средина. Имаме 200 милиони луѓе убиено во 20 век. 200 милиони луѓе. Тоа се 100 Македонии избришани од мапата на човештвото. Страотни бројки, страотна ситуација. Примо Леви, еврејски италијански хемичар, преживеан од Аушвиц, нацистичкиот логор, пишува за нацистите, отворен цитат: "Не е возможно да потонеш толку ниско или пониско од ова. Ниту една човечка состојба не е помизерна, ниту би можела да биде. Нацистите не направија помалку од луѓе и со тоа открија својата сопствена нечовечност." Затворен цитат. Чи моралната и духовната состојба на човекот во 20 век паднала многу ниско. Значи, не може да падне по-ниско, по-лошо од ова. По-ниско, по-страшно, по-мизерно, никогаш не било познато у човечка историја до 20 век. Виктор Франклин, австрийски невролог, исто така преживеан од Аушвиц логорот, пишува, отворен цитат: "Најстрашното сознание беше дека најлошите суровости често ги праве обичните луѓе, мажи, кои надвор од логорот можеби би биле соседи или службеници, но тука стана инструменти на незамислив ужас." Затворен цитат. Што има во човечкото срце, што ќе го натера човекот да стане по-суров, погнасен, по-бесен од едно крволочно чудовиште или звер? Што живее во човекот да го натера на вакви одвратни злосторства? Проблемот со човекот не е недостаток на образование, или државни закони, или правна структура, или финанси, или имоти, или индустрија, или технологија, или забава. Не е тоа проблем со човекот. Нешто друго е. Што е проблемот со човекот? Ќе го видиме у стихот. Стихот ни го дава одговорот кој е фундаменталниот проблем со човекот. Да го видиме стихот. Во стихот немаме глагол. Глаголот доаѓа во 5 стих од 2 глава, каде Павле ја поврзува истава мисла, што ја почнува. Бевте, овде зборот е партицип и подобро е да се преведе бидејќи. Понатаму зборот нема поради, стихот нема поради во оригиналот и формата вашите престапи и гревови е дативна. Што значи може да земеме оваа фраза од перспектива на причина, тоа е поради вашите
престапи и гревови, или може да земеме од перспектива на сфера. Мртви во вашите престапи и гревови. Во 2023 преводот земена е од перспектива на причина, но јас мислам подобро е да се земе од перспектива на сфера или зона, поради блискиот контекст. Например, во вториот стих, Павле вика, вашите престапи и гревови во кои вие некогаш живеевте или одевте. Во сферата, во зоната на гревот, во состојбата на гревот, во кој вие некогаш одевте, живеевте. Петиот стих исто така е повторена истата фраза и гледаме дека се работи за состојба, за зона од која Исус не спасува, од која Исус не оживува. Во Колосјаните 2.13 имаме истата идеја и вика Павле, вие кои бевте мртви во прегрешенијата или престапите и необразението на вашето тело или вашата грешна природа. Значи, сумарно, стихот може подобро да го преведеме како и вие, бидејќи мртви во вашите престапи и гревови. Не поради, туку во вашите престапи и гревови. Престапи се состои од два збора, пара, што значи покрај, и пипто, што значи да падне. И буквално зборот значи да се падне на страна, да се отстрани или да се отстапи од правиот пат. Престап значи директно, специфично, самоволно прекршување на Божјиот закон. Директно прекршување на Божјиот закон, како например лажење, крадење, прелюба и така натаму. Значи овој збор опфаќа активно погрешно постапување. Следниот збор е гревови и во оригиналот е хармартија и доаѓа од корен што значи да се пропушти главното, да се пропушти центарот, да се промаши најглавното. И ово е поширок поим и опфаќа овде овој збор и други гревови, не само гревови со умисла или активно грешење, туку овде се опфатени и гревови на пропуст. Нешто да се пропушти, да не се направи нешто добро. Овде се опфатени исто така и гревови на срцето, како лоши мисли, лоши ставови, желби, мотиви, планови и така натака. Значи, со овие два збора Павле, овде што ги користи, и престапи, и гревови, ги опфаќа целата злоба на човекот. Сите негови гревови, целата изопаченост негова ја опфаќа со овие два збора. Гревот исто како термин може да опфати општата генерално падната состојба на човекот, неговиот бунт против Бог. Павле вика, мртви сте, бидејќи мртви во вашите престапи и гревови. Мртви сте во оваа состојба на смрт, во оваа темно мртвило, во оваа зона, во оваа сфера, немате живот, сте мртви. И за каква смрт се работи, за какво темно мртвило се работи? Се работи за духовно темно мртвило. Се работи за морална декадентност. Внатре, длабоко во човечкото срце. И од ова темно мртвило доаѓаат сите гревови, сите проблеми. Џон Макартер пишува, отворен цитат, зошто бедата и очајот се толку карактеристични во ова модерно време, иако човештвото постигна толку извореден напредок во технологијата, психологијата и медицината. Тоа е зошто изопаченоста е во срцето на човечката душа. Сите овие проблеми се толку поврзани со човековото срце, што ниту една количина на учење, ниту мера на самодоверба или самопочит може нив да ги избрише. Како што науката напредува, луѓето стануваат само пософистицирани во нивната употреба на злобни средства. Затворен цитат. Значи, суштинскиот, фундаменталниот, есенционалниот проблем со човекот
е неговата духовна декадентност, неговата смрт. Тоа е проблемот со човекот. И оваа проповед ќе видиме 4 елементи на оваа духовна смрт. Ќе збориме, првиот елемент ќе биде дефиницијата на оваа духовна смрт, вториот елемент ќе биде широчината, длабочината ќе биде третиот и четвртиот изворот на оваа смрт. Значи ќе видиме 4 елементи: дефиниција, широчина, длабочина и извор на оваа духовна смрт. Да почнеме со првиот, дефиниција на духовната смрт. Овде апостол Павле го користи најсилниот можен термин или опис за човекот. Да опише човечката природа, оваа морална декадентност, најсилниот можен збор. Не вика човекот е болен, не вика човекот е осакатен, е отруен, е хендикепиран, туку вика е мртов. Човекот е мртов. И Ефесијаните 4, 17 и 18 и Ефесијаните 5, 8 ни даваат опис на човекот во неговата падната природа, како не на новороден, како не спасен. Во Ефесијаните 4, 17 и 18 Павле вика: ова ви го зборувам и го сведочам во Господа, да не живеете веќе како што живеат незнабожците. И сега ќе опише: по суетата на нивниот ум, помрачени во нивниот разум, отуѓени од Божиот живот, поради незнаењето што е во нив и поради закоравеноста на нивното срце. Во Ефесијаните 5:8 вика: зашто вие некогаш бевте темнина, а стега се светлина во Господ. Значи, гледаме како се опишани неверниците, тие што не го знаат Бог. Се опишани како внатре во нив да има суета, да има празнина, да има темнина, да има отуѓеност од Бог, незнаење за Него и закоравеност или закаменетост на срцето. Гледаме дека има темнина и духовен мрак. И битната работа што овде ја гледаме е Павле опишува дека се работи за отуѓеност од Бог. Значи овие луѓе и сите ние пред да дојдеме до Христос бевме отуѓени од Бог. И кога сме отуѓени од Бог и неговиот живот, тоа значи дека сме мртви. Не духовно мртви. Коментаторот Халот Хојнер вика, отворен цитат, како што оние кои се физички мртви не можат да комуницираат со мртвите, така оние кои се духовно мртви не можат да комуницираат со вечниот жив Бог и на тој начин се одвоени од Бог. Тие се изгубени и треба да се најдат, и мртви се и треба да оживеат. Затворен цитат. Значи, отуѓеноста на луѓето од Бог кажува во Ефесијаните 4, или 17 и 18 стих, дека произлегува од нивното незнаење за Бог и за неговиот збор, а пак тоа произлегува од закоравеноста на срцето или тврдоста на срцето. И сега, што се случува кога човек кој е во суета, во темнина, отуѓен од живиот Бог и живее за себе, е во незнаење, неговото срце е камено, е закоравено на Бог, што се случува кога ќе се соочи со Божиот збор, кога ќе се соочи со Евангелието, кога ќе се соочи со вистината? Што се случува, ни кажува во Павле во 1 Коринтијаните 2:14 и вика: телесниот човек, или човекот што не го знае Бог, не го прима она што е од Духот Божји, за него тоа е безумство. За него тоа е глупост, е безумие. Во Јован 3:19, ствари 3:19 и 20, апостолот вика:
ова е судот, светлината дојде во светот, но луѓето повеќе ја засакаат темнината, отколку светлината. Зашто секој што прави зло, ја мрази светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела. Значи, тој кој не го знае Христос, кој не го знае Бог, кога ќе биде соочен со вистината, кажав дека тоа го гледа како нешто глупо, како нешто безумно и го мрази. Ја мрази светлината, го мрази тоа, зашто тоа го разоткрива и разоткрива неговите дела. Човекот го мрази Бог и ја мрази праведност. И сега во оваа прва точка за дефиницијата може да кажеме е дека човековата смртност или декадентност се состои во тоа што луѓето не гледаат, не наоѓаат никаква убавина и преференца во Божиот збор. Значи не се вреднува, не се цени, не се возвеличува Бог и Божиот збор. Не се гледа никаква убавина и сјај во Христос и човекот ја преферира креацијата отколку креаторот. Се преферира себе си отколку Бог. Живее за себе си отколку за Бог. Живее за својата слава отколку за Божијата слава. И Бог е отфрлен и е заменет со идоли. Бог е отфрлен и е заменет со празни работи, гревови и зло. Ралф Венинг, пюританецот, во книгата Грешноста на гревот, пишува отворен цитат: Бог е најврвниот на доброто, а гревот е најврвниот на злото. Затворен цитат. Најврвното добро, кое е Бог, е отфрлено и е заменето со празнини, со гревови, со идоли, со себе си. И во тоа се состои декадентноста или духовната смрт на човек. Се состои во тоа што тој не гледа никаква убавина, сјај, раскош, грандиозност во Христос, во Евангелието, во Бог, тоа е отфрлено и е заменето со грев. Е заменето со празнини, со гнаса и со различни идоли. Во тоа се состои духовната смртност на човекот. Сега да видиме вториот елемент, имаме широчината на оваа смрт. Че оваа смрт, оваа болест, оваа инфекција, оваа чума ги има сите опфатено. Сите што живееле у минатото, сите што живеат сега и сите што ќе живеат во иднината. Сите се опфатени. Оваа духовна смрт ги има сите проголтано и сите лапнато. Нема исклучок. Римјаните 3, 10 и 12, Павле вика, нема праведен ниту еден, нема разумен, нема кој го бара Бог, сите се отклонија, заедно станаа безкорисни, нема кој прави добро, нема ниту еден. Сите се грешни, сите се паднати, сите се декадентни, оваа духовна смрт се има расширено и го има поклопено целото ова човештво. Е универзална. Стихот вели никој не го бара Бог. Што тогаш бара? Го бара гревот. И оваа смрт е толку расширена што носи антагонизам, непријателство и отуѓеност во 4 зони поврзани со човекот. Во 4 зони. Значи имаме отуѓување и антагонизам меѓу човекот и Бог. Имаме отуѓување и антагонизам меѓу човекот и природата. Имаме отуѓување меѓу човекот и човекот. И отуѓување и антагонизам во самиот себе. Човекот во самиот себе. Овие зони ќе ги видиме на кратко сега. Значи имаме антагонизам и конфликт меѓу човекот и Бог. Непријателство.
Римјаните 8, 7 и 8 вика, зашто копнежот на телото или паднатата природа е непријателство со Бог, тој не се покорува на Божиот закон, ниту пак може, тие што живеат според паднатата природа, не му угодуваат на Бог. Значи овде човекот е опишан како непријател на Бог. Не како некој неутрален дел од светот, од универзумот, туку како непријател, како бунтовник, како ентитет, како битие кој Бог го мрази и сака да го фати и да го казни. Е представен како битие или личност под Божиот гнев и лутина. Значи човекот живее во универзум, во свет, создаден од Бог, создаден од некој друг. Не живее у свој свет, создаден од себе си, па да сака да прави што сака. Не, живее у свет, универзум, создаден од некој друг, создаден од друга личност, и во тој универзум, во тој свет, тој е бунтовник. Тој е криминалец. Оваа смрт во човекот носи непријателство и антагонизам со Бог. Понатака имаме отуѓување антагонизам со човекот и природата. Значи, целата природа била ставена под првиот човек, Адам, кој бил назначен преку делегација да биде врвен владетел на целиот универзум. И кога Адам паѓа во грев, кога Адам го послушува ѓаволот, Бог ја проколнува целата креација и како резултат на гревот од Адам, ние имаме природно зло во светот. Како, например, торнада, земјотреси, поплави, бактерии, вируси, болести и така натаму. Значи, целата креација, поради гревот, е во состојба на болка, конфузија и неред. У Римјаните 8:22 Павле вика, зашто знаеме дека дури до сега целото создадение или целата креација заедно воздивнува и страда во породилни болки. Значи, ова воздивнување, ова стенкање на целата креација, на целиот универзум е силна. Е споредена со маките на породувањето. Значи, таква болка, такво стенкање, такви шокови е опишана дека има креацијата поради гревот. Значи, имаме страотен антагонизам помеѓу природата и човекот, креиран од оваа духовна смрт. Понатака имаме антагонизам и непријателство меѓу човек и човек. Човекот е врзано битие и е меѓусебно заедно поврзано. Биолошки ние сме поврзани од Адам и Ева. Они се нашите први татко и мајка, нашите прародители. И сите сме браќа и сестри во крв. Биолошки сите сме поврзани, како човештво. Сите сме поврзани како луѓе. Но иако човекот е поврзан меѓу себе, сепак се мрази меѓу себе. Сепак се навредува. Сепак се убива меѓу себе. Првото убиство што се случува е меѓу првите деца на Адам и Ева, на Авел и Каин. Првите, уште одма на почетокот, имаме убиство. Алберт Ајнштајн во едно негово предавање, одржано во 1948 година, го кажува следното. Отворен цитат. Вистинскиот проблем лежи во срцата и мислите на човекот. Проблемот не е физички, туку етички. Она што не застрашува не експлозивната сила на атомската бомба, туку моќта на злобата на човековото срце. Затворен цитат. Најраните записи што ги имаме од човекот се датирани некаде 3000 година пред Христос. И записи се на војна од античка Месопотамија. И страотниот факт е дека ниту еден период во човековата историја немало мир. Цело време во човековата историја, од почетокот, од првите деца на Адам и Ева,
има војна, има конфликти, има нереди. Неверојатно, од почетокот на човечката историја немало време кога немало војна. Че оваа духовна смрт во човекот е длабоко всадена, е длабоко навлезена, длабоко закоравена. Понатака имаме антагонизам во оваа вториот елемент на широчината на оваа смрт. Четвртата зона, каде што оваа смрт носи антагонизам и непријателство, е во човекот самиот себе. Во самиот себе, во човекот, се јавува неред, конфузија и растроеност. Марк Твейн вика, отворен цитат, ние сме како месечината, имаме темна страна, која не сакаме никој да ја види. Затворен цитат. Значи, човекот не знае што да направи со себе си. Бара едно, бара друго, бара трето, не може да се задоволи, не може да најде мир, не може да најде задоволство. Не знае што му прави левата рака, што му прави десната рака. Човекот е создаден да живее, да твори, да се развива и да го познае Бог. И со секое движење, со секој здив, со секое јадење, со секое спиење, тоа го прави. Сака да живее, сака да искушува, да вкусува работи кои се на земјата. Но конфузијата и нередот и оваа растроеност се наоѓа во фактот дека иако човекот сака да живее, сепак се самоубива. Сепак се самоубива. Каква конфузија? На што се должи ова? На што се должи самоубиштвата што ги гледаме во човекот? Дали се должат на сиромаштија, на немање образование, на немање пари, на немање можности, на немање забава, на немање технологија, или пак живење во лоша држава, лоша структура, корупција? Дали се должи на тоа? Во Јужна Кореја, високо развиена држава, во 2021 година имало стапка на самоубиства на мажи од скоро 35 на 100.000 луѓе. Во Јапонија исто така, која е високо развиена држава, може една од највисоките развиени држави, што ги знаеме, најнапредните, во 2023 година имало запишано стапка на самоубиства на мажи од скоро 25 на 100.000 мажи, на 100.000 луѓе. И сега интересното е, или конфузното е, или изненадувачки, е што кога ги испоредиме овие дати или овие стапки на самоубиства со други држави, кои се неразвиени, гледаме нешто зачудувачки. Например, во 2019 година стапките на самоубиства на мажи во Сомалија биле 27 на 100.000 луѓе. Во Демократска република Конго скоро 23 на 100.000 луѓе, што се помалце од Јужна Кореја и Јапонија. Значи, Сомалија и Конго се едно од најсиромашните држави, најнеразвиените држави во Африка. Имаат помала стапка на самоубиства од Јужна Кореја. И слична ставка на Јапонија и Словенија. Ова што ни кажува? Ова ни кажува дека самоубиствата не се резултат на немање пари, на немање образование, на немање можности, на немање забава, технологија, на живење у лоша држава без правна структура, туку се работи за оваа темна смрт која живее во човечкото срце. Човекот е одвоен од Бог и ова е неговиот најголем проблем. И ништо надворешно не може тоа да го среди. Третиот елемент на оваа духовна смрт е длабочината на оваа смрт. Значи, до сега видовме два елементи, дефиницијата на оваа духовна смрт и широчината на оваа духовна смрт. Сега ќе видиме длабочината. Длабочината на оваа смрт. Која е длабочината на оваа духовна смрт? До кој степен има навлезено
ова мртвило во човекот. До кој степен он е инфициран, е болен, е скаменет во поглед на Бог. Може да кажеме дека целиот човек е опфатен од ова духовна смрт. Значи, човекот е до даска инфициран. Се е опфатено. И телото, и внатрешноста. И надвор, и внатре е болен, е мртов. И тоа го гледаме. Телото, што се случува со телото? Телото ослабува, се збрчкува, се распаѓа и умира. Што се случува внатре со човекот? Го имаме умот, разбирањето, интелигенцијата, волјата, емоциите. Се тоа е комплетно заробено, инфицирано и под контрола на гревот. Оваа духовна смрт лежи длабоко во човековото срце. Го има лапнато, го има проголтано целиот човек. Еремија 17:9 вика: срцето е измамливо над се. Кој може да го разбере? У Римјаните 7:18 Павле вика: знам дека ништо добро не живее во мене, односно во мојата падната природа. Значи, без Христос, ништо добро не живее во мене. Зиро, ништо. Во Битие 6:5 стихот вели: секоја намера на мислите на човековото срце постојано е само зло. Значи, секоја намера, секоја мисла, секоја движење на човечката душа, секој мотив, секој план, секоја желба е зла, постојано. Нема пауза, нема одмор, постојано зло. Постојано зло. Во човекот нема добри дела. Се што прави, човекот е грешно. И навидум, тоа што може да изгледа добро дело, некое хумано, некое добро детално дело, што го прави, е измачкано, е инфицирано со грев, со себичност, со нарцисоидност, со горделивост, со барање слава и аплус од луѓето. Се е извалкано со гревот. Нема ништо добро во човекот. Човекот нема со што да се пофали. Во рацете има грев и само грев. Нема со што да се пофали. Нема со што да се покаже. И тоа што го спречува човекот да направи ужасни, гнасни злосторства од невидени пропорции и огромен карактер, се внадворешни бариери. Имаме надворешни бариери и ѕидови кои го притискаат и го пригушуваат ова чудовиште во него да излезе и да поколи се. Значи, првата, имаме неколку бариери. Првата бариера е државата. Војската, правни закони и казни. Имаме бариера на полиција. Бариера на страф од големи последици, од општествени очекувања. Што ќе мислат другите ако убијам некој или направам некој скандал? Имаме бариера на фамилиарни врски, бариера и лимитации на физичкото тело, страф од одмазда, страф од страм и презир од другите. Че сите овие, совеста исто така е клучен елемент. Ако сите овие бариери го закушуваат ова злосторство во човекот да излезе надвор, ако се тргнат овие бариери, овие ѕидови, човекот ќе стане инкарнација на демон. И тоа го гледаме во диктатори, што станале диктатори во 20 век, например. Они ги тргат бариерите, значи диктатор, нема држава, нема закони, нема полиција, нема последици, он е тој кој се под него лежи. И гледаме што се случи. Овие диктатори стануваат монструми од невидени пропорции. Убиваат милиони луѓе само себе си да се заштитат. Адолф Айнхман бил нацистички офицер во време на
нацистичка Германија во екстерминацијата на евреите и учествувал во нивната екстерминација. И откако Германија била победена во Втора светска војна, овој човек избегал у Италија и после избегал у Аргентина и си го променил името. И се криел неколку години. После го наоѓа израелската разузнавачка служба, го фаќаат и го враќаат назад. И судењето се случува во Ерусалим, во Израел. И од јавен карактер, можело да се присуствува. И еден евреин влегол и го гледал судењето на овој нацист. И почнал да плаче. И некој до него му рекол: твојот гнев мора да е многу голем. Види овој што ви направи на вас. А овој евреин рекол: не, тоа не е гнев, туку колку подолго седам овде, толку повеќе сваќам дека имам срце како неговото. Значи, овој евреин почнал да ја гледа вистината, дека истото злобно, декадентно, паднато, одвратно срце на овој нациста било во него. И ако се дадат одредени услови и параметри и се тргнат бариери, тој ќе стане полош и од еден нациста. Че оваа духовна смрт во срцата на луѓето е длабоко навлезена, до даска, до неговата суштина. И човекот го сака и го преферира гревот, кој е најголемото зло, како најголемо задоволство, како најубава сласт. Што е гревот? Гревот е отфрлање на Бог. Гревот нема за цел да го прослави Бог. Има за цел да се прослави себе си или нешто друго. Римјаните 14:23 вика: се што не е од вера е грев. Во Римјаните 3:23 пишува: сите сгрешија, зашто сите сгрешија и се лишени од Божјата слава. Зошто се лишени од Божјата слава? Зашто тоа не им беше фокусот, тоа не им беше таргетот, тоа не им беше целта, туку целта им беше нешто друго. И како што кажав, е дека секое дело кое не е направено за Бог и за неговата слава е грев. Секоја мисла, секој збор, секој однос, секоја емоција, секое дело, ако не е направено ексклузивно само за Божјата слава, е грев. И гледаме дека човекот живее за Бог, човекот живее за себе и нормално дека нема ништо добро во него. Зашто човекот се стреми сам себе да се прослави, да ужива во гревот, а не Бог. И гледаме дека ништо добро нема во човекот. Човекот е целосно, тотално заробен во гревот, во оваа духовна смрт. Оваа духовна смрт е како некој октопод, кој го има фатено, обиткано, како некој силен синџир, како некое одвратно чудовиште, го има зграпчено во неговите канџи и не го пушта. И патем човекот не е жртва на ова робство, да не може да се спаси, туку тој ужива во ова робство. Ова е нешто најсладко за него, најубаво. Ужива. Така да гледаме во овој елемент, третиот елемент, дека сите делови на човекот, и надвор и внатре, се опфатени од оваа духовна смрт. Човекот не прави ништо освен грев. И тоа е неговото најголемо задоволство. Четвртиот елемент е изворот на оваа смрт. Изворот. Прашањето е: зошто оваа смрт? Од каде доаѓа? Зошто ова црнило, ова темнино, ова изопаченост кај човекот? Зошто човекот не е добар? Оваа духовна смрт доаѓа или извира
од падот на Адам во грев. Човекот беше создаден добар и свет и праведен од Бог. Кога Бог го виде човекот и се што создаде, кажа: ова е многу добро, ова е прекрасно. Но Адам го голтна гревот и гревот го изопачи, го отру и го уби. И казната за гревот беше физичка смрт, духовна смрт и вечна смрт у пеколот. Адам физички одма не умре, но секако умре. Не умре физички заради милоста од Бог. Духовно одма умре, во неговото срце одма се роди оваа духовна смрт и почна да доминира. И сега прашањето е како Адам и падот на Адам нас ни влијае. Како ние сме поврзани со овој пат и декадентност на Адам. И ќе видиме овде два аспекти. Имаме аспект на единство и аспект на репрезентација со Адам. Го видиме првиот аспект на единство. Како што Адам и Ева се нашите прародители, од нив добиваме се, од нив го добиваме нашето тело, раце, нозе, очи, уши. Кога ќе се вратиме назад од нашите родители, прародители, назад доаѓаме и стигаме до првите родители Адам и Ева. Од нив добиваме човечка природа, и исто така од нив ја добиваме и грешната природа. Адам е изворот, е коренот, е главата на целото човештво. И човекот не се гледа како посебни индивидуи натрупани наоколу, туку човекот се гледа како структурална мрежа поврзана заедно, меѓусебно сврзана. И оваа структурална поврзана комплексна мрежа има еден почеток, една стартна точка, една глава, еден извор. И кога тој почеток, таа главна точка, таа глава, тој извор ќе се загади, ќе се отруе, се што излегуваш, се што тече од тој извор, од таа мрежа, станува загадено и отровно. Во Псалм 57:5 Давид вика: грешен сум роден, грешен уште од кога мајка ми ме зачна. Грешен сум уште од утробата на мајка ми, уште пред да се родам сум грешен. Во 1 Коринтијаните 15:21 и 22 вика: преку човекот дојде смртта, во Адам сите умираат. Значи имаме смрт, имаме мртвило, имаме еден куп гревови кои произлегуваат од нашето единство со Адам. И човекот овде не е пасивен играч. Кажеме, не знам, не можам ја ништо да направам, Адам направи се за мене. Не е пасивен играч, туку човекот го акшуализира гревот секој ден. Тоа што Адам го направи у минатото, човекот сега го прави секој ден. Истото го прави. И не е жртва во никој случај, туку е бунтовник самоволно. Е злосторник по сам избор. Никој не му ја витка раката и го притиска да направи грев, да излаже, да навреди некој, да оговара некој. Не, тој радосно и со сласт, со уживање, со порив го прави гревот и го потврдува гревот што Адам го прави. Джонатан Едвардс во неговото дело за првобитниот грев го представува човештвото како единка, како единствена метафизичка единка. Значи, од Божја перспектива, Бог го гледа човештвото како единка, како едно во Адам. Тој конкретно пишува, отворен цитат, Бог вика: во секој чекор од неговото постапување со Адам, во однос на конструкцијата воспоставена со него, гледал на неговото потомство како едно со него. Тој беше главата на целото тело и корен на целото дрво.
Така што коренот и гранките се сметаат за едно, гревот на главата е гревот на целината, дрвото е отфрлено и проколнато поради гревот на коренот. Затворен цитат. Значи овде користи аналогија на дрво. Имаме корен, имаме гранки. И коренот и гранките се едно, се онтолошки обединети, органски обединети, и тоа што се случува со коренот, се случува со гранките. И поради гревот на Адам, човекот паѓа под вина и осуда. И тоа јасно го гледаме во Римјаните 8, Римјаните 5, 18 и 19, каде Павле прави паралела помеѓу Адам и Христос. Гревот на Адам и Христовата праведност. Значи во стиховите имаме симетрија. Како што Христовата праведност се препишува на верниците, така се препишува и вината на Адам на сите. Римјаните 5, 18 и 19 вика како што преку гревот на Еден, на Адам, дојде осудата врз сите, така преку и исто така како преку гревот на Адам, мнозина станаа грешни. Значи преку гревот на Адам, осуда доаѓа на сите и сите стануваат виновни. Значи првиот аспект имаме единство, идентитет помеѓу Адам и целото човештво. Тоа што Адам го прави заради врзаноста на коренот и гранките како извор, таму доаѓа гревот и ова смрт на сите нас. Понатак имаме аспект на репрезентација. Значи не само што имаме единство со Адам, туку имаме репрезентација. Тој е нашиот репрезентативец. Тој не представува нас пред Бог. Го представува целото човештво. И тоа што репрезентативецот прави пред Бог, важи за сите што ги представува. И овој концепт на репрезентација, или како Бог ги гледа луѓето корпоративно, преку репрезентативци, го гледаме јасно во Стариот Завет. Например, Бог сака да ги поштеди Содом и Гомора и му вика на Аврам, ако најдеш праведници у тој град, тие градовите ќе бидат поштедени. Значи, овие праведници ќе бидат репрезентативци и градовите ќе бидат поштедени заради нив. Но праведници не се наоѓаат и градовите се уништени. Потоа имаме колективна казна паѓа врз Израел заради гревот на Ахан во Исус Навин. Гревот на еден станува гревот на сите. И Бог ги казнува сите заради неговиот грев. Потоа имаме, например, заветот со Аврам. Бог на Аврам му ветува, вика преку него сите луѓе ќе бидат благословени. Целиот свет. Друг пример е Евреите 7, 9 и 10, принципот на корпоративно представување, каде што овде овие стихови се опишува супериорноста на свештеништвото на Мелкизедек, но овде имаме Аврам, му дава десеток на овој свештеник, Мелкизедек, и се кажува дека Леви е веќе во телото на Аврам. Тоест, Аврам го представува Левај пред Мелкизедек. Сега да сумираме. Значи, во оваа проповед кажавме дека суштинскиот и основниот проблем на човекот е неговата декадентност, неговата духовна смрт, неговата морална изопаченост. Оваа духовна смрт произлегува од фактот дека тој е одвоен од Бог, е оттуѓан од најдоброто и се што прави е грев. Оваа духовна смрт видовме 4 елементи, зборевме за дефиниција, за широчина, за длабочина и за изворот. Кажавме дефиниција дека замената на Бог со други работи е суштината на оваа духовна смрт. Широчината кажавме дека сите луѓе се опфатени. Ова е толку широка што секоја зона од човековото битие е опфатена. Човекот со Бог, човекот со природата, човекот со друг човек и човекот со самиот себе.
Значи има катаклизмичко растројување на човекот поради оваа духовна смрт. Длабочината на оваа духовна смрт, кажавме дека целиот човек е опатен и надвор и внатре, и се што човекот прави е грев и само грев постојано. И изворот на оваа духовна смрт, кажавме, е единството и репрезентацијата на Адам и неговиот пат во гревот. Од таму доаѓа оваа духовна смрт. Таа духовна смрт ние потврдуваме исто така преку нашите избори секој ден. Преку нашите гревови потврдуваме дека тоа што Адам направи и ние го правиме. И сега да преминеме на примена. И ќе имаме една примена од оваа духовна смрт. Таа се вика духовен морален банкрот. Духовен морален банкрот. Че оваа култура, во ова општество во кое живееме, на брзо темпо, на многу информации, имаме назначување и фокус на лични награди, на фалење и на достигнување. Значи, цело време човекот е преокупиран со самиот себе. Имаме фокус на себе си, на самодоверба, на самоправедност, на самољубов. И лесно се игнорира и минимализира гревот, особено во општество, во култура, во свет, каде што е нормален гревот. Однесување како гордост, како завист, како себичност, како нарцисоидност се нормални, се очекувани. Но вистината е дека човекот е паднат. Човекот е грешен, е декадентен. И како грешен, и паднат, и изопачен, и е духовно банкротиран. Нема што да понуди на Бог. Се сака себе си, го сака гревот и живее за себе си и за својата слава. Ралф Венинг исто така вика, отворен цитат: никогаш ниедно срце не било таква продавница на суета, такво дувло на крадци, таков кафес на нечисти птици, таква врата на убијци, таква гостилница на потувачки страсти, таков двор на ласкање, амбиција, гордост и завис, таков сад на нечистотија, таков пекол на богохулење, како што е човечкото срце. Затворен цитат. Немаме што да понудиме, сме духовно банкротирани. Исто така еден пишува, отворен цитат: човекот е полош од отровна змија, полош од крволочен лав, полош од параноична хиена, од сурова мечка, од злобен волк, полош од најопасниот пајак, од најлошиот бесен звер. Човекот нема што да понуди освен ништо. Тоа е целосно и тотално ништо. Помалку од ништо, полошо од ништо, ништо од ништо. Затворен цитат. Слава на Господ Исус Христос, кој доаѓа да не спаси од ова страшна, страотна, мизерна состојба. Од оваа смрт во која сите сме мртви и се давиме. Слава на Него, зашто ние немаме ништо што да понудиме. Само грев. Сме голи, сме боси, сме сиромашни, сме бедни, нема што да понудиме на Бог. Сме духовно банкротирани. Исто така и како верници. Ние немаме добри дела, браќа и сестри. Што ќе му понудиме на Христос, на Бог? Сите наши дела се измачкани со грев. Нема што да му понудиме. Само Христос и неговата праведност е нашата надеж. Само заради Него ние сме прифатени и помилувани. И се што имаме ни е дадено како поклон, како подарок, незаслужено. И од поглед на оваа декадентност, на оваа смрт, на оваа страотна состојба во која сме, каква понизност и кроткост требава да произведе во нас. Какво понижување и скршеност, каков низок поглед за себе си треба да имаме, кога ќе видиме
од каде сме спасени, од каква страшна страотна состојба, од каков темен пекол сме извадени. Каква зависност од Христос ова треба да произведе, каква понизност и скршеност. Зар има место за фалба, зар има место за надуеност, зар има место за горделивост? Нема. Ние сме духовно, морално банкротирани. И не само што сме банкротирани, во нашите раци има крв. Сме виновни, сме бунтовни. Какво понижување и скршеност ова треба да произведе во нас. Дека ако не беше Христовата милост и неговата љубов, оваа духовна смрт ќе не однесеше во пеколот. Така да го славиме, да му благодариме на Христос, што тоа направи за нас и да не заборавиме од каде сме спасени. Од каква страшна состојба, од какво ужасно, одвратно чудовиште сме ослободени преку него. Да се помолиме. Господе, слава на Твоето име, Боже, фала Ти, Господе, што Ти дојде, Ти продре низ оваа темнина, низ оваа суета, низ оваа смрт, да не спасиш, да не помилуваш. Оваа смрт не е играчка, гледаме какви последици има по човекот, колку луѓе има покосено, колку конфликти. Дури и денес човекот постојано превира, постојано има закани за трета светска војна, постојано нема мир. Фала Ти, Господе, фала Ти, Христосе, што нас не спаси, што нас не помилува. И помогни ни, Боже, никогаш да не заборавиме кои сме и од каде сме спасени. Никогаш да не заборавиме дека оваа духовна смрт беше и во нас. Имај милост, Боже, и помогни ни да живееме во таа светлина, во тој поглед. Дај ни, Боже, понизност, дај ни кроткост, дај ни скршеност, да гледаме Твојата милост и да се радуваме на Твојата благодат. Во Твоето име, Боже, те молиме ова и те славиме.